интересно, мислам баш дава желба да чуваш мачка, како ќе го слушаш малку. Инаку јас имам 5 мачки. Значи, Многу ризикувам фактор во ризик. животот. Да. Освен што живееме со луѓе кои што се најопасниот вид за нас, живееме и со кучиња кои што се вториот најопасен вид за нас. Крцкав прилог. Едини проблем е што кога јадеш и на крај онака ти се мила како трошкички едни, знаеш, ама Ти влага меѓу заби, Аха, се аха, заглавуваат аха. ноџињата. не ноџињата, не, од тоа телото, знаеш, кога ќе згазнеш кога крцка. Па тоа што останува скелетот, чите ПМФ и бидат избран за најбољи биолог на ПМФ, може животот да однесе и кувар за леварки. Дали и ти веруваш во климатските промени? Како Доналд Трамп. Антипример, што? И што преземаш против нив? Илија, здраво. Да ни препорачаш специјалитет за викенд забава. Тоа би сакала да почнеме Специјалитет така, гастрономски, Гастрономски. петочки, како се каже тоа, со постење, посточки. Таков специјалитет вчера пробавме похувани, сега похуваното додише не знам колку е тоа Па не е за здраво постење, многу. и за постење не е валјда, има јајце валјда нешто. Брашно јајце се Зависи. рачуна. Не знам. Добра, нема веза, овие ќе речеме дека биле без јајца, ама беа лебарки, џиновски лебарки од Аргентина, аргентински лебарки, многу вкусни. Едини проблем е што кога јадеш и на крај онака ти стануваат како трошкички едни, знаеш, ама Ти влага меѓу заби, Аха, се аха, заглавуваат аха. ноџињата. не ноџињата, не, од тоа телото, знаеш, кога ќе згазнеш кога крцка. Па тоа што останува скелетот, екзоскелетот уствари. Да, останува малце и тоа малце дава непријатен вкус и треба нешто да си имаш при рака да се напиеш за да све тоа можеш да го Некој глотнеш. алкохол за дезинфекција или сокче може? Не, алкохол убав Алкохол? некој. Да, за тоа све да отиде кај што треба. А иначе почетокот е многу интересен, многу вкусен, визуелно е така малце одбивно, али Малце повеќе од кога ќе искрено. изедеш главата, бидејќи има така доста голема глава како елиен и онака малце знаете, мислам кога се живи, нели си А вака, Си прават, очи си во очи движа се врати гледавте имаат, пред да ги интересно. грицнеш или? се гледаш, да, прво И се очите гледа, ги ај јадеше? контакт, многу важно ај контакт Многу е да важен, оствариш, да имате меѓусебна доверба дека ќе се заврши дигестивен тракт кај што Дека треба. правилно ќе ги свариш и дека немате утројот успат. Да. А со што би го споредил вкусот? Вкусот е многу интересно зашто ако ти кажат, ако не знаеш дека е лебарка, значи ако е подготвена Добро. маца на поинаков начин, зашто вчера тие беа подготвени целосни, значи буквално целосни, сакавме хардкор као челендж беше пранк и така дале, за да изедеш цела скроз, иначе може да ги извади нозете, главата и така натаму, може и да ја исецка малце и да не знаеш што е. Фактички во Може. секако. Еве сега ќе ги видите на Драги камерата. гледачи, Драги. крцкав прилог. Крцкав. Преубав, сум стварно преубав. Нема смисла. И Со што е од нашава кујна и стандардна фората, па вкусот? Со тоа што, тоа например, тоа е може да се фората спореди? што он ако тоа го исецка и ти го камуфлира визуелно зборам, тогаш више што ќе ти биде представено на тоа ќе ти има вкус. Че ако ти речат Стварно, проба интересно. риба утрошки, сега вај риба утрошки, ама нема веза, е риба утрошки и ти си лапаш од тоа и стварно е риба утрошки, значи нема проблем. Као чипс од риба, да кажем. Добро. После ако ти рече дека се компирчиња или ако ти рече дека е нешто сасвим трето, ти става некој дали е тригер у глава или било што и фактички не, затоа што нема самото по себе нема вкус уствари. Све тоа што дава вкусот се зачините и сега појаки зачини ти дава те носат негде на друга тема уствари. од тоа А со што што ги гледаш. зачинивте вие конкретно? Беа Кој ги зачинети, припремаш инаку? Тој што ги припремаше еден дечко што се вика Дарио и бил избран за најбољи млад биолог на Македонија. Најболи кувар на лебарки.
И да знаете дека ако завршите ПМФ и бидете избран за најбољи биолог на ПМФ, може живото да ви однесе и кувар за лебарки да станете. И он тоа да го... Он ќе ни дое тука на подкаст, вака да ни објасни... Интересно, рецептот во живо да ни го пренесе. Да, буквално може да му спремиме Да спремиме, тука нешто да ни изготви. Тоа, ама ќе треба и ти да пробаш. Мислам, тоа би било убаво да пробаш, зашто нели гостина така се навреди, мислам, ќе се навреди, нели, се ќе ни готви тука. Да, културно е да се пробат специјалитетот, ќе се жртвувам. О, одлично, добро. Ќе се жртвувам, Супер. да. Си замислам дека е нешто... Да, он ќе ти го направи филмот, дека тоа е нешто сосема друго и ти стварно ќе ти се... Добро, вака цели кога веќе гледаш дека јадеш лебарка. Вкусот? Вкусот на почеток е... Не, на почеток пак ќе кажам, не знам, со таа фамозна риба дека така почнавме, да ме за Еванција петок постиме, ај риба ќе јадеме, и на почетокот имаш вкусна риба. Ама уствари како стигаш до оној баш крцкавиот дел на телото, кога Така. целиот тој вкус ти си го голтнало на првичното, убавото, сите тие Шокот. ароми. Не, првичното ти се ароми, убаво ти е многу, и после тоа ти доаѓа тоа малце посуво крцкаво и мислам дека он треба да работи многу на таа тема. За тоа крцкавото на некој начин да се анулира. Он може, значи, да ги кисне лебарките во некој сос Би пред да требало. ги спреми. Да, Да, вечерта, да, значи, Дарио, еве ако не пратиш, Да. една препорака, Да. да ги искиснеш лебарките. Туршија од лебарки, нешто, тој стил да направи за... Локално, национална храна. Уки, интересно. Да. Многу интересно. А ме интересира, значи, од каде ги набавува лебарките? Он ги одгледува во континуитет. Значи, тие се лебарки одгледани во заробеништво Така. и... Значи се чисти, да Да, потенцирам. и форава беше што сите што беа присутни тука, као на челенџот, сите тие што не сака да проба, рекаа, ама јас сум вегетаријанец. И као, не јадам тоа. И сега тука е више цела дебата дока е живото, дока е животински растителен свет. Мислам, поема на минерали исто и така натаму. Навлеговме у некои други Да, во некој сфери на малце строматолити, и како болни започна точки животот и некои. така натаму, да. А кажи ми, според тебе, вегетаријанците можат да ги конзумираат или не? Лебаркиве. По поема не мислам дека би требало да ги консумираат, зашто реално на нив им требаат протеини. Или еве веганиве, да речеме. Веганите апсолутно не, нели? Да, веганите... А вегетаријанците? Пескетаријанците, особено тие што јадат риба, еве бидејќи најслично рековме има вкусна Да, риба. тие риба ако јадат јајко ли јадат и Јај. делфини? Па не знам да ти Или кажам. не е тоа? Цицача Тие која се не го веќе јаде? цицачи, да. Аха. Не знам искрено дали ги јадат нив. Па, добро, тие што се бордерлайн, као демек Да. ова е оно, ама може, сива зона, мислам дека лебарка ќе му влезат у сивата зона. А кои други инсекти ги приготвува Дарио? Мислам дека Дарио може да приготви скаколци, ама треба да видиме. Скаколци имам проба на друго место и беа бољи у поглед на тоа крцкавиот момент го нема. Значи, дали има техниката таму сватено како да нема крцкав момент? Не е крцкавото фората, него оноа на крај што ти останува меѓу заби, тука ти се лепи на непцето и така натаму. Добра, ма И ти си го замислиш дека тоа е црно, дека тоа е Јасно. буба швабовско и онака ти е грозно. Па е, да бидеме реални ама е. Дека си го замислуваш како така. Ама и скакулците од друга страна па немаат толку цврст оклоп. Па да, најверојатно тука е, Може, може затоа да е тоа, да. Поубаво мекнеат во Да. маринадата. Да. Интересно, доста специфично за нашите простори. Да. Доста Тоа специфично. се кркаше вчера, да. Супер. Интересно, да. И Дарио исто така зашто ги одгледува лебарките? Ги одгледува како храна не толку за луѓе, туку како храна за пајаци, пред се тарантули и има и шкапли, сега не знам како ќе му дое тоа правиот назив, као 100 ногалка или 1000 ногалка со едни вака и напред и позади. И вчера ни објаснуваше како тоа е фората, дека уствари од двете страни изгледа идентично, само едното е опашката, едното е главата
и кога ќе дое предатор, ќе го почувствува предаторот и фактички задниот дел, што е опашката, го подига нагоре за да личи како глава и како антени дека почнува као да Интересно. као За да почна го миметизам излаже. за да го излаже за овој да гризне на тоа место и да може да избега со главата, да си ја спаси главата едноставно. Така, а човекот уште мисли дека е најинтелигентниот вид на планетата. Да, се уште, Интересно, се уште така мислам. И вчера многу интересна статистика гледав, дека највеќе убиства на луѓе од страна на други животни. Сега, беше тука дебата, полемика, као дали комарецот навистина сака да го убие човекот? Не, само он е преносител на паразит, најчесто, нели маларија и така натаму. Така. Меѓутоа, зборуваме за животни кои што сакаат да убијат. Значи, зборуваме за убивање. И сега, прв предатор, далеку прв, неспоредливо со другите, на човекот е самиот човек. Значи, повеќе од 500.000 луѓе умираат годишно од друг човек кој што сака да му нанесе смртта. На второ место се кучињата. Нашите најдобри пријатели се кучињата со 50.000 смртни случаи, што не е малце, спорам во споредба со 500.000, ајде војни, убиства, бракови, Значи, што збориме со целно убиство, со намера убиство. Со цел убиство, да. Тука имаме кучиња 50.000. Значи дома да. Освен што живееме со луѓе кои што се најопасниот вид за нас, живееме и со кучиња кои што се вториот најопасен вид за нас. Многу ризичен живот имаме. Обкружени со ризици на секој чекор. Да. Сега ти со мачките имаш помал степен на ризик. Нормално. Мислам дека мачките беа некој сооднос 10, пак има некои си 5.000 луѓе кои што умираат од страна на мачки, тоа треба да прочекаме како они умираат од мачка. Добро, тоа е најверојатно затоа што се уште споредбено со кучиња и мачки сепак на прво место се кучињата како миленици. Да, сакаш да кажеш побројни. Побројни се луѓето кои што како миленик конкретно имаат куча, да Ма не кажем. како може мачка да нанесе смрт, мене тоа ми е малце енигматично. Освен да те бутне па да паднеш, да се искршиш или мачките имаат многу остри ногти. За најбизарните случаи на смрт поврзани со мачка е кога во самоодбрана или кога ќе се исплашат или што и да е, или еве намерно да кажеме, ја повредуваат југуларната вена на вратот. Затоа што они се ловци, нормално целат према... Можеш да покажеш која е југуларна вена? Тука овие главните, големите. Се изнервирате што набабруваат. Така да тоа е, да кажем, еден начин. На друг начин, сега збориме за напад, може би нема да убијат во тој момент, меѓутоа нивните заби и кајмачињата кои што дома се чуат се многу прљави или валкани. Значи валкани секундарно од вируси, бактерии. Со бактерии претежно, од бактериски инфекции. Постои една болест позната како cat scratch disease, која што ако не се третира буквално, значи може да доведе до смрт. Сега тоа дали е целно или нецелно, целта е нормално напад. Чим сте биле нападнати, тоа е била целта на мачката. Одбрана на мачката, сепак ќе кажеме дека е реално, како комарците. Јасно. Ама мачките се најголеми предатори. Значи видот мачки. И најдобрите ловци на планетата. Така да мислам дека доколку има повеќе луѓе кои имаат контакт со мачки, најверојатно мачките ќе се искачат на прво место. Повеќе би имало смртни случаи. Интересно, ми сам баш дава желба да чуваш мачка, како ќе го слушаш. Инаку јас имам 5 мачки. Значи, многу ризикувам во животот. Имаше и као сега, не знам, тигриња, лавиња, ајкули, значи тоа беше као... Ама не, тоа беше анекдотично, као 4 случаи, например, од ајкули 4 годишно, а увек ги слушаме тие 4, значи сите знаеме за тие 4, у цел свет сите знаат дека ајкула изела човек и тоа мислам дека е птене хитка. Точно, ама и кулите ловат во принцип, они со плен го споредуваат. Не име намерата да го убијат за да го убијат, туку најчесто мислат дека е фока или некоја голема туна, нешто тоа што јадат. Да, имаше и свињи, например, крави имаше, мислам тука беа релативно, ама тоа пак се должи на тоа, на чувањето, блискоста, нели... За кравите има една анекдота, во нашиот ветеринарен свет викаат дека многу повеќе луѓе годишно загинуваат од крави, од удар на крава, отколку во авионски несреќи. Аха. Да.
На светско ниво, така? На светско ниво, но. Да, верувам Да. тоа. Да. Ја имаше цифрата, не ми текна за кравите, али да, беше не, мислам дека беше неколку илјади, ама не се сеќавам. И свињи тука беа као барабар свињите. Тоа се мокни и животни реално. Да. Значи во нив има многу сила, многу мок. Сега дали било намерно, нели како во нивната подсвесно доживуваат, дали не гледаат како опасност или како плен или кравите и свињите конкретно можеби не. Па Повеќе свиња сме им може опасност. сака да си касне. Да, тие се се што јади реално, така да можеби, особено дивите свиња. Да. Особено. Се извинувам. Драги гледачи, ЕПП. Джингл. Stay tuned. Stay tuned, да. Се враќаме за кратко по прилогот. Иначе, да, за свињите, нели имаше кој филм свињи беше особено. со тоа една стара кола, па ќе изеда целата кола, нешто беше као некој имаше таква некоја филмчер гјосана кола и нешто ја јадат свињиве као. Не знам дали пратиш еве конкретно во нашава држава се повеќе се зголема бројот на диви свињи. Да. И значи сите ние и вие што сакаат да се шетаат по планини се на поголем ризик. Затоа што дивите свињи имаат едни огромни два заби, сигурно ева слика, прилог слика. Да. Со кои што го напаѓаат пленот и го раскинуваат буквално. Го распарчуваат. И најголем број од ловџиските кучиња, нормално сега тоа е више пак дискутабилна тема, лов против лов и така натаму, меѓутоа ловџиски кучиња постојат, ловџиите си ги носат со нив на лов, настрадуваат од диви свињи. Да. И тоа се буквално нападнати, меѓутоа во самоодбрана сепак. Да. Ја на водно интересно. имам видено, така, мислам, фамилија, малите ги видов, не ја видов мајката. И знам само дека требаше да се бега. Голема среќа, треба да се бега. Треба да се бега. И тоа го направивме, бевме душтво. Храбро избегавме. Видиш, а можда некај... И сега, затоа што нели човекот е, пак ќе потенцирам, најпаметното битие на планетата Земја, е единствен вид што си го уништува својот дом и домот на другите животни, бидејќи ние сечеме шумата, нема желади, нема храна, значи сите диви животни се пониско и пониско се спуштаат. Па дури имаше случај во пржино населба во Скопска, што е веднаш подводно реално, лани ми се чини летото имаше баш цело крдо стадо на диви свињи во населбата спуштаат буквално. Бараат храна. Да. Сега имаш исто напаѓа домашни кучиња, кои што нормално кучињата се љубопитни. Да. И дали би нападнале човек е баш интересно, но мислам дека би ако се осетат загрозени. Нормално. Да, сигурно. Нормално. Да, плюс и со сите депонии што ги оставаме лево, десно и ѓубре што го расфрламе. Тоа беше случајот со мечките, актуелен сега скоро. Да. Да, баш така. Интересно беше вчера исто разгледувавме пак околу лебарките, ама ги бега таа темата. Има отворен екосистем во терариум и наблюдуваш над 20 организми кои што живеат меѓу себе и фактички твојата улога е само да им додаваш вода од време на време бидејќи им треба влага. Сега можеш и тоа да го автоматизираш па да ти биде ептен затворен екосистем, ама ние го немаме тој механизам, така да додаваме вода, што е интересно зашто сепак треба да ги видиш, да ги дзирнеш, да отвориш, да видиш како се да ги поздравиш и така натаму. И многу јако што уствари тие 20 организми, 20-тина, значи има тука црвчиња, има милион бубачки што Дарио наредна недела ќе ни раскаже многу по-детално и сите латински имиња после ќе ги знаеме. Они си живеат буквално во некоја си рамнотежа и доколку еден од видовите преовлада, му снемува храна, му снемува ресурси и неговата популација се намалува. И не може ниту еден да преовлада затоа што не може да оди во недоглед бидејќи самиот ќе изумре. И тоа е многу интересно кога ќе оставиш интерпопулација со нас луѓето, што правиме ние со околината, што викаш и со дивата, мислам дива, питома, било каква сеча на дрва и уништување на животна средина, гледаш дека фактички идеме онака екстремно моделот го буткаме до крај и да видиме до кај ќе држи света. Да, а ова ние го гледаме под очи дека стварно, значи онака ги броиш единките на возрастни, на пример големи лебарки
и гледаш дека кога ќе преовлада во еден момент на вистина нивниот број се мултиплицира и после нагло опаѓа. Сваќаш дека ствари се нема ресурси, почнува да умира и они нови генерации, значи новите генерации се помалку бројни и почнуваат да опстојуваат со тоа што им е тука достапно. А со што се исхрануваат, дали ви кажа баш? И па они се исхрануваат сите меѓу себе. Фактички најситните се некои мушички што јадат мов, што јадат некои, не знам, има црвчиња исто така што јадат од самата земја, минералите и така натаму, ама они све тоа преработуваат и прават неверојатно плодна почва. Значи, што и да фрлиш како зрнце, гарантирано може да изникне тука. Значи, почвата е стварно, да, разградуваат, например, не знам, суви листови и така натаму. Ние на време, на моменти ќе ги почастиме нешто, ќе им фрлиме некое бананче, јаболче и така натаму. Само тоа треба да се стварно трошки, например, не знам, дома јадеш, си изљупил морков, са од морковот малце тие лушпите, можеш и цели да ги фрлиш, ама ќе скапаат грде. Ќе навезаните топи тоа. Чекај на Джеки да му дадам, на лебарчето нешто. Така, да, Боб, имавме една Боб вчера. Да, така. Ја изедовте? Не, таа не жива беше, таа најголемата беше Боб и Боб го земав и добар беше Боб. Прошета све што требаше, виде како треба и се врати назад. Така. Без проблем, да. Супер. Значи Боб имаше шетња вчера. Да. Беше на роден ден. Беше. И добре што немаат крила. Пошто има едни лебарки, знам дека имаат крила и малце се појезиви, зашто сепак е лебарка. А, например, у Африка, тоа го видов, има една врста на бубачки што живеат вајда под земја, во урбана средина, не ги гледаш. Цела година не ги гледаш и има моменти на поројни дождови, кога дождовите траат со недели, нон-стоп врне, нема престан. Сега не се монсуни, ама сепак се јаки дождови, долготрајни дождови и дали тоа им ги поплавува живеалиштата, дали се тоа баш периоди кај што они мораат да излезат заради репродукција или X фактори, не знам. И они скачат и тоа е буквално наезда. Значи целиот град одедно станува под опсада, ама вистинска опсада, значи на секаде ги има и малце се језиви, зашто вака се големки некако. И со крила се, да, тие се со крила и удираат по прозори, мислам баш онака хорор филм, се седиш и слушаш бам, 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 и ги гледаш. Не напаѓаат како дезориентирани се, како да одеднаш искочили и не знаат што да прават со себе. Светлина кога има, тоа е многу битно да изгасиш светло, зашто светлото ги привлекува. Јасно. Фарови, тоа парталти се прават, мислам шофершани и све тоа, улични канделабри и тоа. И африканците нив ги јадат, например, и иако не јадат, мислам таму кај што бев јас, не име на нив во културата, барем у последниве 100-200 години да јадат инсекти, ама тие инсекти специфично ги јадат. Сега дали ги јадат како одмазда или ги јадат што се толку вкусни? Ми го скрши парот. Што тропаш будала една? Да, и знаеш што е доста интересно? Еве спомнавме дека вие сте пробале аргентински лебарки, сега збориме за некои афрички лебарки некој тип. Интересно е што ми се чини за кратко време ќе ги има и кај нас со климатските промени. Да. Кратко време. Немам представа за колку, ама релативно кратко. Да, па мислам стварно на ниво на животен век на човек, мислам дека ќе ги наблюдуваме тие доаѓања на као што беше азиски стршен и така натаму, меѓутоа имаме и гледам тигрес, комарец. По лозите, например, во Франција, ама не е тоа сега, они од пред добри 20 години големите собственици на оние домен Шато Д, они веќе почнуваат да купуваат големи домени во Јужна Англија, која што е скроз непозната и непогодна за одгледување на вино, бидејќи се почесто имаат проблеми со лозите, проблеми со температурите и веќе они си ги селат самиот бизнис, ама и самите поседи, самите насади, расади, си ги селат доста посеверно, што е реално за 20 години на нив тоа има инвестиција за наредните 20, ете за 50 години, они самите наблюдуваат таква миграција на лози и на растенија, што значи дека целосно миграцијата е следена со флора и фауна, мислам со фауна.
А 20 години не се толку долг период. Не е ништо. Воопшто не е долг период. Мислам штета. Не е штета, едноставно светот се менува, од секогаш се менувал. Да, тоа што ние трагично природни, го доживуваме. Ама дефинитивно и во однос на болести и кај животните, и кај луѓето, и инсекти, и типови, и влечуги, и се тоа, се повеќе нови видови ќе гледаме. Дел исчезнуваат, дел се појавуваат. Интересно. Да, како и маларијата што била застапена долг период во Скопскиот регион. Сега исчезната поради нели таа мочуриштето што било затворено, сушено, ама не сум сигурна дека нема се вратат тие тропски болести. Добро, ама имаме сега западно-нилска треска на пример. Да. Сега ја имаме официјално, значи тигрести комарци пред неколку години беше феномен. Да го видиш. Знам колеги мои сликаа на рака кога се појави тигрест комарец, а сега онака 10 дневно утепуваш на тебе летно време. Тоа преку ден си летаат, гајле немаат. Интересно. Дали и ти веруваш во климатските промени? Како Доналд Трамп. Антипример беше тоа. И што преземаш против нив? Добро, мислам дека имаме доста материјалче овде. Сега ќе видам 25 минути снимаме официјално. 5-6 минути ќе скоцкаме. Ако бе. Или 3-4 нека биде. Ако. Или сакаш вака да биде подолга верзија? Боле е вака? Целото? Да, ти се допадна вака што не слушаш? Интересни сме? Добро, благодарам. Стварно? Такви сме, ние сме доста спонтани. А што да правам? 1,58 сум. Може. Да гасиме? Да. Да, супер е, топ е. Нема некој заклjuč, ама нема врска заклучокот е за ебанцијата на крај. Што мислиш ти? Да. Нека се еди. Не, ако тоа супер беше. Не бе, тоа не е супер одлично. Тоа беше супер. Нека се види дека имаме екипа цела, бе.